Добар ден, мили мои. Денеска решив да направам лепиње како од пекара. Ќе пробаме, за лепињите ни се потребни 400 грама брашно, 30 милилитри зејтин и една лажичка мала квасец. Квасецот го замесив малку, му ставив малку една лажичка брашно, колку да се овајкне, да нема, мислим да се малку како замесен пред месување. И од прилика ја ставам, може колку една пола лажичка сол. Така сол. И имам 300 милилитри вода. Ќе оставиме зејтинот. И сега ќе замесиме едне. Ви кажа, ова брашното што го потребував, тоа многу пие вода и не би било чудно да се додаде уште малку, но ќе видиме. Да, може малку искасам. Да, ево. Ова ќе ви доволно. Ќе направиме едни лепиње. Тие се прават одма и одма се печат. Ќе замесиме едно убаво тесто, гладко тесто. Тие може да ги употребувате за сендвичи, со чебапчиња, баш на скара чебапчиња, милина. Може малку да додадем, пак треба колку малку поналека, доволно е тоа. Верувате дека повише пие брашно, сум го видела, отколку што треба. Ова брашно стварно беше многу убаво, но со текот на годините, знаете, све изменето и вкусот на некои артикли, например маргаринот, тој кристал. Јас како дете сум го јадела многу и многу сум го сакала и понатаму, ама во последно време е многу изменет. Не е тој маргарин што беше, така да све изменето. Малку ќе додадем страната, имам брашно, пошто се лепи на ванглата. Тоа е малку, но сега ќе направам на овдека и ќе го префрлиме. Тука ќе направиме негде може 7-8, може и повеќе, ќе видимо. Лепиње ќе искача од тоа. Повише малку брашно.
намесимо да се смеси убаво. Mislim dovoljno je, če ima liko i glatko. Тестото изгледа убаво, малко ќе наросам. И сега од тоа ќе исечам за лепињата. Ќе го направам го. Вака да не се залепа. Вака одма ќе ја одвоем на брашно, малко ќе ја ставиме. Пет, 6, 7, 8, 9, брашенце малко. Не е ништо тоа и да направите малку повише, може да ги замрзните. Може да ги замрзните подпечени или, мислим, не печени, може како тесто да ги замрзнете, само да ви биде исучени. Сега правиме малички топчиња. Ете толкова. Ќе ги ставам настрана и те, секој едно. И секој, дори пак некој има повише од тој сечење. Никогаш, например, добро, стварно се прави со искуство, но зависи зашто го употребуваш тоа. Овие треба ете малечки да бида. Ете вака.
brašinu, malko ćemo krademe. Istovremeno ги pakiram со krpa, dodeka ги работим овие да се отпуштат малко тие. Idemo drugo. Што е толку излага, само што ја малкуцка дотури в брашно, зашто ни треба малку повише, отколку што треба. Мислим одмерат. Чекај нова, ќе го преправам малку, ќе му додадем и него, да не се агути тоа токче. Не последно малко ќе иде поголемка лепињето и за повозрастни шутјари и сендвичи. Сега треба да земем тепсија една да припремиме. Ревната треба да ми биде загрејана на 200 степени. Околу печењето ќе биде, ви кажував, јас не базирам тоа колку минути, колку тоа времето не ми е баш, ви кажувам искрено, не определувам тоа од прилика. Од прилика, да. Ги се нади малку раците, што ќе бива да работа. Сега ќе земеме сукало и ќе малку имаме 3-4, гледајте, помало, поголемо, најмало, за секоја возраст. Нарусуваме брашно. Ќе почнеме од ги правиме големина на едно мало тањирче
како за благо, например, ние знаеме свите. Ете, во оваа големина ќе вида и олку танки, доколку гледат. Ставаме во тепсијата. Сега земаме, исто повторуваме со другите. Тие се практични што одмах. Например, доколку сте замесиле за ручек да имате плескавици, доколку сакате да не купувате, замесете си вакво тесто и можете додека смесата нели треба да биде замесена за плескавици, додека чекате сето тоа, може да си ги замесите овие лепиња. Ете, толку големината. Ние ќе ставиме по 6 во толкава ми е количината на тепсијата. Негде по 6. Вака ќе расиме. Брашно и ви кажав, релната ќе загреете на 200 степени. Тоа самите ќе поруменат кога се готови и ќе бидат како балони, ќе видите. Ете, толка е. Ништо повеќе. Што повише брашно се става на нив. Пошто танки се суча и ќе го ставиме тоа, да го префрлиме на ете уште по 2 ќе ставиме од страната. Земем помалечки некој што бе и тепсијата ќе се носи за печење. Така, после ќе повториме и со другите, само овај поступок, па другото ќе видите на крај кога ќе бидат печени. Само да завршиме оваа тепсија и ќе ви покажам јас. Ви кажав, додека си правите смеса за плескавици, за ручек, доколку сте одлучиле тоа да имате компирчина, тоа, и лепињата ќе бидат готови. Уште едно. Уште овај тестото само си се отпушта и тоа кога ќе ги ете уште малку и готово и тоа. Ова малку помаличко, зашто во тепсијата да ги собере. Еве, драги мои, како треба да биде. И сега ќе се носа на печење.
Доколку ви се допаѓа, мили мои, видеото, сега завршиме со печење со лепињете, притиснете лайк и се гледаме во некое друго видео. Чао, чао, ве гушкам!